И еве сме во седмото издание на Црно-бело во колор. Некако повторно ни се погоди емисијата да биде непосредно пред уште еден знаменит празник, 8 март, Денот на жената. За жал, овој празник ќе биде скратен од срцињата под палмите во Дубај, но нема да биде од корпоративните забави, кои порано ги нарекува синдикални забави, и она специфична иконографија на овој празник, на овие забави, кога секогаш во ќошето, оному каде што има прослави, седнати група на мажи, кои во чекор го пратат секој орој чочек на припадничките на понежниот пол. А кога веќе сме кај нив, нашиот другар Трајче знае да каже дека човекот освои се, стапна секаде, но никако да го освои женскиот пол. И од тука, тој женскиот пол, некако остане една вечна инспирација. Ја има и во историјата, ја има и во уметноста, ја има и во театарот. Нема да денеска ќе се оттргнеме онаа клише да зборуваме за тоа каде е улогата на жената и како се празнува, и како се празнува, и дали така треба да се празнува 8 март, ќе се задржиме на една многу поинтересна тема, ќе го опфатиме оној местото на жената во уметноста и културата. Правиќи некаква споредба, еве бидејќи Трајче во мала рака ја знае светската, европската, па и балканската книжевност, тој ќе ни долови како жената од негов аспект била насликана и обликувана низ историјата, а Мики со неговото 30 годишно искуство во театарот ќе се обиде да ни даде една паралела за тоа како тогаш кога тој почнал во театарот, каде била тогаш улогата на жената, а како сега? Каде е сега улогата на жената? Значи, ова емисија ќе биде еден разговор за тоа ја имали улогата или се изменили улогата на жената или перцепцијата на жената и во книжевноста, и во театар, па и во уметноста воопшто. Тука некаде околу тоа ќе ни оди денешниот разговор. Па вие кога веќе се договаравме за ова, за да говориме за жената, поготово празникот не обрзува на жената, јас сметам дека тоа е навистина празник кој што заслужува почит, поготово од машката страна, бидејќи еден вика дека половина од човештвото е припаѓа на жената. Да, дури јас би рекол дека со жените почнал светот, а и со жената и ќе заврши, од причина што тука за да некоја ситуација, некоја митологија поинаку се протолкува или да се кој се наметнува на заедничкото живење, поготово на машкиот свет, е уште од времето на Ева и Лилит. Сите викат дека според некои, може би таа митологијата, легендите зборуваат дека не бил прв Адам, него била прво Лилит, ѓаволицата, од која што потоа настанува светот. Него се раѓа, потоа доаѓа Адам, па доаѓа Ева и така натаму. Дури јас имам една таква пиеса кај што зборувам, кај што Лилит и Ева се среќаваат во еден ресторан во современи услови и тие двете заедно разговарат за светот на мажите пред се, а и светот на мажите свесни за таа присутност нивна, прави некои организирани акции кои што сака, например, да ги стави понастрана во една символична смисла. Станува збор за среќавање во ресторан и во разговорот помеѓу Лилит и Ева не се познаваат, тука се запознаваат, на крајот мажите го палат ресторанот, но на горниот, на другиот свет, повторно жените во истата ситуација, повторно мажите во истата ситуација и така натаму. Видите, тоа е една многу интересна работа, зашто ќе речем дека жената вечна инспирација и вечна тема. Например, во времето на Ренесансата, во времето на крајот на средниот век и во времето на Ренесансата
жената била се ангелизирала. Значи, тоа се огледа преку песните на Петрарка, преку она што го пишувал Данте Алигери и така. Замислите вие дека Петрарка само во тоа време ниту една жена не можела слободно да се шета. Она мора да биде да биде со некого, например со постара мајка или некој од роднините и така натаму. И Петрарка е само ја видел неговата Лаура едно утро, саботно, како излегува од црква, од миса. И толку, и тоа му било доволно да ги напише најубавите љубовни песни. И лириката тука веќе доминира и тоа се почетните моменти на тај лирски пев, каде што жената ангелизирана до крајни граници, или, например, Беатриче кај Данте Алигери, бидејќи он вика Виргилије во пеклот го води, поетот го води, ама го спасува жената, Беатриче. Значи, видите тука, и исто така е кај Бокачо, и ајде да не зборуваме се, но во сликарството, на некој начин се врте околу некои херојски нешта и околу жената. Еве, например, да речеме во Леонардо да Винчи колку години е цртал како се вика, Мадона. И управо 10 години. 10 години работел врз нејзиниот портрет. И работел тогаш кога Мадона ќе била расположена, некога, да речеме, Леонардо ќе дојде ќе слика. Во тоа време дури и литературата, од тогаш наваму литературата се создавала само за жените. Зошто? Па мажите имале други функции. Тие биле војници, повеќе се бавеле со тоа како да донесат дома, како да освојат, како да се збогатат, како да ја нахранат фамилијата, а жената цел ден седе дома и сега вика како да го разубавиме денот или како да го организираме денот. Има дури некој, јас исто така во еден мој роман напишав дека и тоа сум го слушнал, сум го читал, дека всушност пропагањето на Римската империја е ради жената. Што се случува? Кога римските војници одат на освојување, се повеќе да шират Римската империја, жените остануваат во Рим. Тие просто, да не кажам лош збор, умирале од осада. И што ќе прават, значи тогаш во Рим, прво куќа вила, значи куќа надвор од градот. И тогаш имало такви вили, кои што за одмор на римските, на патрициите, и жените сега ги користели тие вили да си прават забава. Но на забавата немало други мажи освен робовете. Еден ден на овие кои што сакат да го слават Рим и да го шират Римското царство, Римската империја, си викат, чекај, ние жените ги оставивме на робовец, кога ќе се вратиме, нашето потомство ќе биде потомство од нашите жени, од робовец. Така, Римското царство пропаги и тие едноставно решиле да се вратат назад. Друга една ситуација која што зборува дека жената е вечна инспирација и тема која што не смее да се пречекори ниту еден творец, поготово ни во сликарство, ни во музиката, ни во литературата, неможно е да го пречекори тоа. Ако го пречекори, тогаш не е сликар, не е музичар и не е поет. Тога еден академик, теоретичар, како се вика, шеф на катедрата за компаративна книжевност кај нас, Милан Ѓурчинов, рече: извинете, ама јас не можам да видам во некој поет ако не читам песни за жената. Значи, песните за жената, дури кога ќе го видиш, нашиот Блажи Коренски полн со тие негови задачи, што би рекло дека јас поради македонизмот останав без жена. Жена му го напушта и цел живот живееше со мајка му, ама тој ги напише најсуптилните песни за жената. Најсуптилните песни за жената. Секој во еден интервју кога го зборуваше како е напишал три крупни жени како пливат по езерото, вика во паузата за време на за литература во Охрид на македонски јазик, вика седам на брегот и гледам три кои што нели слависти, кои што на некој начин го изучуваат македонскиот јазик, влегли во езерото и пливат. И Блажи Коренски добил инспирација од тоа. Како, значи сакам да ви кажам колку ви се инспирациите. Има многу приказки за тоа. Например, да речеме, има неколку жени, фатални жени, фан фатал, значи во Европа, тргнувајќи од Тања Јаковлева, која што се поврзува со Мајаковски. Замислите си, Мајаковски оде во Париз и
тој после сите хонораро што го земал од настапите негови, тука баш и се познат, тој настапувал пред, да речеме, илјадници луѓе. Ке излезе од некоја кафетерија и се собират илјадници луѓе, Мајаковски почнува лева, кој тоа таму маршира десно. И сите тие хонорарите што ги земал, знаеш што направил? Во тоа време бил залюбен во Тања Јаковлева многу. Тања Јаковлева била стварно фатална жена во тоа време во Париз. И тој оди кај една продавачка за цвеќе и вика, себе ви го хонорарот мој, сакам секој ден да и носите по еден цвет на таа и таа жена, на таа адреса. Цвекарката молив. Тоа се поштени луѓе, сјака е нас, дај сигурно нема да го направи. Тој ќе му ги земе парите, ker човек е будала, тоа ќе што. Не битно. Но таа ги зема парите и секој ден на Тања Јаковлева и носи по една ружа, да речеме, букет. Замислите сега како завршува ова приказна. За време на Втората светска војна. За време на Втората светска војна катастрофа, Париз се окупира, нема храна, нема работа. Тања Јаковлева ги продава цветовете што ги добива од цвеќарката и преживува. И исто такви моменти, например, да речеме, се има кај многу, кај Лу Саломе. Лу Саломе е една, мислам, сите знаат, една од жените кои што е, како се вика, жена која е почнала со психоанализата. Тоа е љубовницата на Ниче. Или може би само Ниче замислил дека му е љубовницата и бил луд по неа. После исто така Зигмунд Фройд до крај на животот пишува. Но најлошо поминал Рилке. Тој дури сакал да се самоубие за Лу Саломе, а тоа била жена која што автоматски оран из Европа, знаеш, со својата убавина, со својот ум, брич ум. Знаете ли? Значи има многу такви, например, да речеме, една многу интересна е со Гала, жена му на Пол Елијар. Пол Елијар еден ден вика, ајде, жено, ќе одиме кај Дали, да го видиме, тој во тоа време надреалистите, дури Пол Елијар бил меѓу надреалистите, а Дали истакната личност меѓу надреалистите, и одат кај Дали и замисли едно време, додека седат, се губи Дали. Каде отиде? Добро, некаде најше ќе се врати, нели, домакин. Дали се враќа скроз гол, целиот со катран и врз катран некои пердуви. И се спушта пред Гала и ја бара за жена. Пред мажот, пред Пол Елијар. И сега, мислам, Гала, Дали, останува со Дали. И цело време Гала, Дали, станува една легенда. Се она што е нацртано, меките саатови, од позади, тоа е Гала. Дали, во Пол Елијар што прави? Страшна болка. Се качува на брод и го шета светот. Не може да го преживее тоа. Тука има многу интересни, например, речем Чехов, кога е чекал Олга, актерката. Пази, тој залюбен во Олга, а едва дише, знаеш, со неговата оптика, више дошол од како се вика, од лекувалиште, кај што во тоа време бил, тој бил некаде во Одеса, повеќе време живеел во Одеса, и доаѓа во Москва и живееле на трети спрат таму. Тој едва и се качил догоре човекот, едва се качил и седнал на фотелите, дошол си, му вика Олга, вика, уживај, јас имам една Тулум, вечер правиме со актерите, и оде Кутриот Чехов ја чека до 4,5 сата, со бајрата, доаѓа, тука си, сакам да ти кажам дека не само, да речеме, никој не го знае колку Кафка бил залюбен. И има цела книга писмите помеѓу Милена и Кафка. Па Гете на 74 години се залюбил во 19 години девојка. И веќе пред смртта случајно, Гете бил, сите готови, вика, Гете ќе умре, и наеднаш оде во некој полско градче тамо некаде на границата и наоѓа една девојка која што има, дали имала пуни 18 години, и Гете се враќа и му вика на својот секретар, оди барај за жена. Чекај, вика, 74 години, 70... Не. И ја пишува најубавата песна Гете тука, јас мислам дека, вика, таква средна среќата игра дека ја видов мила помила од
од милина секоја. Значи, и тоа е една ситуација замислите, помила од милина секоја. Или јас постојано знам да кажам, кога нели ќе дојдеш, велат купи си кола, Toyota. Ама покрај колата обавезно има некоја жена. Значи, на некој начин прилог кон убавината. Или ако не, ова е подобро. На интересно прашање се наметнува како ќе беше уметноста ако сите овие Гала, Марија, Жозефина беа како денешни ботоксирани, силиколизирани, полни усти со канче, со 20 Мене ми беше Никол Кидман симпатија. Каква Јас сум за Никол Кидман, што се вика, беше мојот сон. И кога ја видов како е ботоксирана во последно време, викам, Господе, чекај, кој можел ова, кој е упропастил таа природна убавина? И исто со многу глумици со тие ботокси, тоа. Замислите дека Исус Христос има две жени, исто врзани за него. Се две жени, тие се две жени му одат да го симнат од крстот. Значи, жената, човече, тоа после го гледах Кнут Хамсун во неговиот роман Мистерии, за неговиот, како се вика, нагл, еден кој што оди во еден мало градче и сака да се самоубие, него го спасуват, му го продолжуваат животот жените. Се залюбува во таа Дагни, и во една Марта, во една сиромашна и во една богата, и вие теоретичарите после кога зборуваат за мистерии на Кнут Хамсун, викат, еве тука тај Дагни е како Христос. Би многу помагал на сиромашните, се што имал давал. И вика, се огледа, вика Христос во него и двете жени со кои што се нели до крајот го испраќаат до смртниот час. А после ќе прочитаме на песна која што Мики знае на памет. Видите, рече секојот инспиративен кој се однесува, затоа очекував и уживав тој кој слушам, затоа што тој спрема патување во градот на љубовта Венеција, но и веројатно и инспиративен сега за викенд. Она што јас сакам да го кажам е дека светот во суштина е граден од машки принципи и жената никогаш во животот не е имала своја централна општествена политичка моќ и од тие причини сметам дека и во театарот се одразила каде што женските улоги не биле застапени како машките улоги, дури тие што биле пишувани биле играни од машки актери. Замислите, луѓето што се обидувале да направат театарски текст и тие женски луѓе кои биле малку и биле играни од машки актери. Но сепак се изборила за во текот на процесот на градење на светскиот театар, се изборила така што во времето на старогрчките трагедии едни од најпознати ликови на Еврипид и на Софоклеса, Антигона и Медеа, тоа се едни капитални улоги во светската драматургија, потоа доаѓа времето на Ренесансата каде што Шекспир ги пишува своите капитални Леди Макбет и најпознатата убавина на светот Ромео и Јулија, за на крај дојде и за потоа да ги видиме едни од капиталните делови драмски ликови, за мене тоа е Ибзеновата Нора или Куќата на куклите, каде што таа веќе жената добива и се бори за својата родова еднакост, за своите права. Така да во светот постојат капитални улоги, негде односот е 80-20 во поглед на машките капитални улоги, но тоа е затоа што и сега некако жените се борат за својата централна општествена моќ и некако се запоставени затоа што кај нас во театар ние секој пат велиме кога ќе ни дое некој текст, генерално светска драматургија е базирана врз машки ликови и има никако, но тие сепак се избор. Видите, во театарот е огледална уметност, жената има посебно место во театар, затоа што тоа не е само негов декор, таа е негова срце. На секоја представа жената е негова срце. За мене едно од најпрекрасните театарски жени е најпознатата француска актерка Сара Бернар, во која што за незиниот живот се збори многу, за незината улога во светскиот театар, исклучително многу за незината екстравагантност. Таа е позната по тоа што била позната како мала, грда и глупава девојка, за потоа да Оскар Валд нарече божествената Сара, каде што во Париз правела ршум по театрите, каде што имала и собствен театар
театар, каде што играла, дури го имала и својот најславен љубовник Виктор Иго. Таа имала еден куп љубовници со принцови, дури го освоила срцето на Никола Тесла. На Никола Тесла рекол дека со незината авторитет е толку високо и голема што ќе му спречива понатамошната научна работа и единствениот маж што ја откачил е Никола Тесла. Така да, затоа зборам за борбата на жените и женските права. Навистина, сметам дека тие се борат за своите права во театарот и модерните драматурги веќе се повеќе и повеќе ги застапуваат во своите драмски текстови, имаат своји значења. И ја се надевам дека во иднина во театарот капиталните улоги се повеќе ќе бидат поставувани. Време е во нашите балкански пропеви, во Штипскиот театар, да ја видиме една Антигона, една Медеа, една време е да се види Леди Макбет и штипската публика, затоа што имам исклучение. Јас не знам зашто ги избегнуваме некако и па и Чеховите драми, и Трите сестри. Навистина, театарот има и едукативна мок и образовни моменти, ние не го користиме. Време е да поработиме на репертуарните политики во кои што женските ликови ќе го имат своето капитално место во нашите сцени. Јас сакам, тука, кога веќе е со нас Оли, знам дека во историјата има, например, да речеме, руската царица Катерина, нели, потоа се, ова, како се вика, исто, аустриската царица, целото, тие нивното доаѓање, потоа времето. Ја мислам дека најмногу во Англија има женски на престол. Она тоа е моја летимични погледи, познавање од историјата. Еве да речеме Жан Дарк. Па да ти кажам право, на овие каналите за филм, ја не знам, нема месец да помине некој од филмаджија или некоја серија за Жан Дарк да не излезе таа храбра жена, дури на Делакроа на сликата нацртана како во револуцијата на Франција. Инспирација е, да, Жан Дарк, знаеш, да со револуционерката која што не држи знаме во ова. Така да, што мислиш ти, како го тоа историјата поднесела? Како го, дали тоа и се исклучоци или е некој си процес кој што сам по себе доаѓа? Некога, кога зборуваме за местото и улогата на жената во историјата, несомнено е дека некако се има тој впечаток дека доминира машкиот свет, дека владетелот, генералот, војникот, диктаторот се тие на кои се свртени рефлекторите, но бидејќи мене секогаш ме интересира она малата врата од историјата, односно оној делот од историјата кој се однесува на секојдневниот живот на одреден историски настан. Тука може да се забележи навистина колку улогата на жената е еден лагер без кој нема историски процес во кој таа не е вградена. Почнувајќи оние од кога зборуваме за секоја војна, жената е таа која ја имала главната улога како негувател, како медицинска сестра на ранетите. Нивната улога овде е неспорна и клучна, да не кажем. Улогата на жената како јадро кое го чува в семејството, бидејќи машката популација секаде војува, така што жената ја држи всушност и ја одржува историјата, но она нели давики го маргиналниот колосек, бидејќи како што реков, во историјата секогаш доминира мажот како, да го кажем, носител на историјата и како победник, бидејќи или поразените се сеќаваат и тоа и тие го запишуваат и поразените запишуваат и затоа некогаш е многу подобро да се прочита историјата на поразениот отколку на победникот, така што еве како еден заклучок е дека
За мене е, например, фасцинантно улогата, бидејќи нели балканските првата светска војна ми се така омилени, за улогата на жената во како логистика во самата војна од една страна, па и како имаме една цела низа на жени кои буквално војуват рамо со рамо со мажите и да не зборувам за тоа како жената беше дел од целата војна машинерија во смисла, бидејќи машка работна снага не достигаше, жените беа оние кои беа вклучени во изработувањето на најнеблагодарното, а тоа е изработувањето на гранатите со кои се убиваат човечки животи. Така што еве и ова што сега ова денешната муабет кој го почнавме се доби впечаток дека колку оваа тема знае да се разлее, колку оваа тема од само еден обичен поим жена може да трае со часови да се разговара на таа тема и ете и ние како наш прилог за жената ќе излеземе и малку од рамките на овој подкаст, ке нашиот пријател Никола Биџовски ќе правиме тематски музички забави во кои ќе се однесуваат на темата жена, па да го доловиме за тоа како жената и како вокал и како инспирација, нели, но не, во делот на уметноста кој се однесува на музиката. И како што го почнавме овој муабет, така и да го завршиме во контекст на престојниот празник со песна, со поезија, која ќе биде посветена на жената, како еден наш прилог, честитајки ви го нели престојниот празник, да видиме што тоа од перата на познатите светски, па и македонски поети ги во случајот со македонските, како тие ја доживуваа жената и што жената предизвикуваше кај нив. Биде, ова се во 2026 година повторно е издадена македонските љубовна лирика од Весна Чепишевска и Иван Антоновски, тоа е една антологија, но замис тука сите македонски поети тие ги опфатиле, повеќето македонски поети ги опфатиле и со љубовни песни. И тука одлични љубовни песни, например, но ова е една која што не може да се прескокне. А тоа е третата молитва на моето тело од Дацо Шопов. Што си? Девојка, жена, мајка. Што си? Ти што бдееш пред овој храм во кој со тишина се лечи телото мое, молитвено што клечи. Светлина ли, мрак ли, твоето идење му носи. Што си? Девојка, жена, мајка. Што си? Што си ти застаната со спокој темен, пред ова тело чиј глас со веи го гони, ветро што лута по тајните небосклони, чиј глас е жет и вии на виот земен. Што си ти застаната со спокој темен? Што си ти, девојка, жена, мајка, ти, скамената пред влезот на овој храм, со мокњо име победувам. Па ова тело извишено да крене, што си ти, девојка, мајка, жена. Еве, видите колкава е инспирацијата од присуството на жената. И само не знам од каде излезе тоа, а може би е и времето само по себе, ти се треба се земе во контекст. Многу пати сум слушал кога ќе се сретнеа жените во малата, кај што ти имаше малски разговори. Од една страна се собираат жените, од друга страна се собираат мажите. Мажите со ракивче, со ова, со она, жените со кафе и обавезно го свртуваа филџенот и си гледаа на кафе. Жените знаеа да гледат на кафе, а некои од тие мажите кои што имаше поинаков интерес, па ќе се мувнеше меѓу нив и ќе каже јас знам да гледам на кафе, примете ме во друштво. Но она
што тие меѓу себе го говореа жените, беа, нали, кога ќе дојде во некој очајание, да очајуват, па ќе речеа, мори мајко, и стреите плачат кога жената ќе се роди. И сега, тоа не можам да го заборавам, и од тогаш наома постојано ќе прашам некои жени, но збораме еманципирани жени, дали сте вие срекни во вашето тело? Дали сте срекни како жена? Ниту една не ми е рекла дека не е. Дека не е задоволна од женското во себе. Така да, мислам дека навистина овој празник треба да го славиме, ама како некое, за да се подсетуваме на некое време во кое што и стреите плачеле кога женското чедо ќе се роди. Денеска не е така, ја мислам дека и стреите се радуват и за машките, и за женските, бидејќи во овој свет да можеш да посакаш, да обстоиш, да битисуваш, е малку повеќе од храброст. Ви благодарам. Останете она што сте и секако на овој канал до наредното издание на Црно-бело новоколор.